И се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија и продолжуваме со првиот утрински разговор за ова утро. Како што ви најавив пред малку, утринава ќе зборуваме за нешто убаво, ќе зборуваме за јогата како животен стил, јогата како здрава навика, јогата како начин на живење кој што не ослободува од стресот и ни го подобрува начинот на живот. Ова утро наша и ваша гостинка е Билјана Пешева, професионален обучувач за возрастни, јога инструктор и велнес тренер. Билјана, добро ви утро. Добро ли дојдовте во утринската програма. Пред малку во прилогот зборувавме за физичката активност. Во разговорот со вас во подготовката ми кажавте дека јогата не спаѓа во физичка активност, туку спаѓа во животен стил. Малку подоцна ќе објасниме што всушност значи јога. Сега сакам за почеток да најавиме неколку настани. Прво е едниот настан кој што ќе се случува сега во петок, во сабота и недела, значи на 3 и 4, се вика генералка на умот и емоциите. Обично навикнати сме за викенд да си правиме генералка по дома, меѓутоа вие се одлучивте на еден настан со интересно име, привлечно име, генералка на умот и емоциите. Кој се може да учествува, за кого е наменет и кои ќе бидат придобивките за сите оние кои што ќе присуствуваат на овој настан? Значи, ви благодарам на учеството и на гледачите за ова мое присуство. Сакам да кажам дека настанот кој што ќе се одржи сега во викендов, го нареков викенд генералка на умот и емоциите, бидејќи станува збор за еден сосема различен концепт, каде што луѓето ќе можат да работат на себе, на психолошки, на духовен аспект, да допрат до некои своји содржини внатре во себе, да се ослободат од минатото, особено од оние внатрешни енергетски врски кои што ги имаме, кои што не поврзуваат со некои личности од минатото, можеби од сегашноста, со некои наши лични карактеристики, особини, можеби некои зависности кои што ги имаме, и реков, спомнавме денеска е светскиот ден за без тутун, значи за зависности како пушење или било која друго нешто кое што нас не представува проблем. Всушност, за време на овој викенд ги користам во мојата работа техниките на психологот Филис Кристал, која што работи на сознанијата, значи да има започнато својата работа некаде во минатиот век, во 50-тите години од минатиот век, кога почнувајќи да работи со незините пациенти, директно преку символи кои што ги поврзува со нивниот несвесен аспект, добива информации, значи го поврзува секој еден човек со неговата внатрешна, лична, она ја нарекува повисока свест, а всушност тоа е внатрешен наш личен потенцијал, позитивен, креативен потенцијал, каде што се наоѓаат одговорите на сите прашања кои што длабоко во нас тлеат. Значи, оние кои што сакаат да работат на себе, кои што имаат потреба да се ослободат од минатото, од тешки мисли, од размислувања за себе, проблеми можеби се соочиле или некакви трауми и загуби, е одличен начин да се ослободиме внатрешно, бидејќи ослободувањето е на ментален и на емотивен план внатре во себе, кога ќе расчистиме внатрешно со тоа со кое што се соочуваме. Која е разликата на оние кои што ќе присуствуваат на овој семинар? Која разлика ќе ја почувствуваат, рековте, да се ослободиме од емоциите кои што сме ги имале или начинот на живење во минатото? Каква разлика ќе почувствуваат учесниците? И колку време е потребно? Тоа, претпоставувам, не може само за еден викенд, нели? Да, значи јас на овој викенд ги работам сите основни символи кои што Филис Кристал ги работела со незините клиенти, ги работам со нив, плюс дополнително работам со вежби и техники кои што го потпомагаат и го освестуваат нашиот личен раст и развој. Всушност станува збор за освестување внатрешно, да видиме дали каде сме, до каде сме и што е тоа што си го правиме себе си со тие наши мисли, со тие наши внатрешни или критички мисли, притисоци, емоции кои што сме врзани, или го сакаме некого, или пак не сакаме да пуштиме некој да замине од нашиот живот, или некој не напуштил нас. Така да, сето тоа влијае на некој начин за да човек се подобри, се освести себе си и види каде е во животот. Ова е наменето за освестување и за воспоставување на одредена цел, визија за тоа кон каде сакам да одам. Како и секоја техника, што и да вежбаме, дали е спорт, дали е медитација, дали е јога, мора да се практикува редовно
и тоа важи за секоја една, нели, за секој Секој едно, индивид, да. Но оваа техника е многу ефикасна во текот на еден викенд. Ова е во комбинација со јога, така? Не, ова е само медитација, медитација. и работа на себе. Психолошка работа на себе преку медитација може да се каже на некој начин. Имаме уште еден настан да најавиме, кој што ќе се случува во јуни, 21, 22, 23 јуни. Ќе имате и гостин од странство. Да ни кажете нешто за тој настан, а потоа ќе зборуваме за јогата. Ете така. Значи на 21 јуни, по повод меѓународниот ден на јогата, го поканив мојот пријател Андреј Каримов од Словачка, кој што ќе дојде и 2 дена, 21 и 22 јуни, ќе одржи, се нарекува семинарот или работилница, всушност бидејќи активен семинар, учесниците ќе можат да работат на себе, се нарекува тркало на судбината, а всушност станува збор за семени констелации. Тоа е психотераписки метод, еден од поуспешните или најуспешните, можам да кажам, каде што во многу краток период може да се добијат одговори на некои судбински прашања кои што се поврзани со системите, например за љубов, за, не знам, фамилија, за родители, за деца, за тоа кое што учесникот сака да работи. Така да таа активност ќе биде од тие 2 дена на 21 и 22 јуни и секој ден кој што е заинтересиран може да ги прочита, нели, информациите за сите настани всушност да ги правам, да, на Healthy Yoga страниците на социјалните мрежи и на Healthy Life Skills ми се нарекува веб страната, таму ги има сите информации, може да прочитаат повеќе за овие и за сите мои настани кои што ги правам. Има уште еден настан во јуни, а јуни ни е веќе на прагот, веќе од утре, јунски утрински ритуал. Звучи многу убаво, бидејќи веќе летото ни е на прагот. Што ќе се случува на овие утрински јунски ритуали? Значи, во јуни, нели, во јуни е меѓународниот ден на јогата, па цел јуни некако го смислив да имаме разни активности, не само на физички план да работиме, значи не само да вежбаме, туку и на ментален, емотивен план да се ослободиме, па затоа и семинаров, нели, викенд генералката на умот и емоциите и ова што ќе се работи тркало на судбината, семените констелации. Утринските јога ритуали се всушност јога редовни часови кои што ќе се одржуваат понеделник, среда, петок наутро пред работа од 15 до 7 до 7 и 10 минути. Не, тие се онлайн, нели? Идејата е пред да одиме на работа, пред да тргнеме во секојдневието, да се фокусираме, да се концентрираме и да ја подигнеме внатре во себе енергијата, бидејќи често пати ми се случува да тргне денот и да се ставиме на убава, во јогата се вика санкалпа или внатрешна афирмација, нели? Што сакам, кој сакам да бидам, што сакам да постигнам, и тоа е убаво за водење на фокусиран ден и поставување на една цел и намера. Исто така во текот на јуни месец имам онлайн и вечерни часови од 8 до 9, тие се вторник и четврток, и оние кои што сакаат секој ден да вежбаат јога ќе можат, нели, да направат комбинација помеѓу овие утрински и вечерни часови, да. И тоа истото може да го прочитаат на Healthy Yoga страниците, така да ако ги интересира може да се приклучат да пробаат. Има заинтересираност, има интерес секогаш околу вашите настани. Јас би ја замолила режијата да погледнеме, ние имаме подготвено фотографии, едно кусо видео да видат како изгледаат тие ваши, да кажам, тие настани што ги правите. И ова што го гледаат учесниците, што го гледаат гледачите, всушност јога настан наводно го правев, тоа беше некаде пред короната. Најчесто организирам во природа, во летните месеци во природа јога настани, организирам јога ретрити, ова е дел од јога ретритот во Крушево. Јога ретрити каде што работам на физичко, ментално и емотивно здравје на учесниците, бидејќи видите јогата на истокот се користи како се користела како. Тоа сакам да ве прашам. Така, што е јога? Да објасниме, ве ги и кажавме сите овие настани кои што следуваат во месец јуни, во месецот на јогата. Меѓутоа, што всушност представува јога? Велите, не е физичка активност, е еден лајфстайл, еден начин на живот. Начин на живење. Значи, за разлика на истокот каде што јогата традиционално се гледа како техника преку која што можеш да доживееш самореализација и да се трансформираш целосно, на западот некаде во 50-тите години повеќе ја гледаат јогата и ги гледаат незините терапевтски и превентивни карактеристики, и заради тоа, да речеме сега во нашава земја, претежно и мојот пристап е терапевтски и превентивен, за да луѓето вежбајќи јога, освен што ќе го зацврстат своето тело, освен што ќе се почувствуваат добро во себе и со тоа што се, работат и на своето ментално емотивно здравје преку медитациите и пристапот кој што јас го правам. Така да може да кажам, по тоа сум поразлична и поуникатна во работата. А јогата, да,
за мене не е спорт, бидејќи во јогата не се надпреваруваме. Во јогата единствено се надпреваруваме сами со себе, со тоа што сме направиле денеска и што сме направиле вчера и дали сме подобри од вчера. И заради тоа јогата е начин на живење, нели јога како поиме начин на живење, всушност е како да бидеме добри со себе, бидејќи не сме ние само она кое што сме на работа, нели или она ако сме само родители, ние сме едно холистичко битие кое што во себе има различни карактеристики, нели ние сме и на работа, и дома, и како партнер, и не знам, и како дете во однос на своите родители, секоја улога која што ја играме, да играме во една хармонија со себе. Со самите себе. Да, и важно да не заглавиме во една улога, например да не сме само во улога на родител и целосно од друга насока да се запоставиме, или во улога само на работа, се друго ни е запоставено, не, туку за мене јогата е начин како да воспоставиме хармонија преку сите тие различни сегменти од нашиот живот. Добро, во јогата има сепак и малку вежбање, нели? Не, има вежбање. Некој пози. Да. Сакав да ве прашам, еве јога за почетници. Колку е тешко, поготово на почеток, да се совладаат техниките на оние вежби, бидејќи навистина телото така има некои специфични форми? Потребно е подготовка или грешам? Подготовка нема, треба волја да има само човекот да почне вежба, бидејќи лесните јога вежби се многу едноставни, многу лесни, поврзани се секогаш со дишење, така? Поврзани се со физички вежби, еден јога час во себе вклучува нели техники за дишење, учиме позициите ги учиме и влегуваме и учиме медитација, односно влегуваме во одредени најчесто ги вода медитациите, каде што секој еден доаѓа во контакт со себе. Секој еден може да почне и да проба јога. Значи, јогата ја што ја правиме хата јога, тоа и е составена предржно. Еве гледаме и видео во моментот. Ето така. Дали е тоа? Ова е бастрика, техника на дишење која што не енергизира, ни дава, ни го освестува малце така умот, особено ако сме паднати. Ова што го гледаме во минатата година во Фурка јога одморот, јога активниот одмор, кој што се состои од јога часови, медитации, техники на дишење и плюс овој дел што е работа на себе, кој што исто така го водам во моите програми. Ве прекина фрековте за вашите вежби кои што ги правите. Така, значи на вежбите се работиме техники на дишење, работиме сето она што и за почетници, тоа ми беше зборот, секој може да се пронајде во јогата. Има јога која што е за понапредни учесници, за помлади кои што сакаат да се пофит. Секогаш зависи од тој кој што, нели, инструкторот кој што го води часот. Бидејќи сите ние, како инструкториве, нашите лични карактеристики на некој начин ги пренесуваме на самиот час. Знаењето го пренесуваме преку нашата лична... Еден час, колку трае? 60 минути трае еден час. Еден час, за разлика и во утринските часови, ќе бидат 20 минути, бидејќи тие се наменети така, за фокус и луѓето некако сите брзаат да стигнат, постојано сме во некој брзање, ова е одличен начин како да се и да вежбаш, да се погрижиш за себе и да продолжиш по темпото во својот живот. Она што читаме се повеќе е јога за деца. Ме интересира дали сте за или против и од која возраст препорачувате да се почне со вежбање на јога? И до која возраст? Така, и до која возраст. Значи, на исток децата вежбаат јога и тоа е дел од нивната култура и живот. Кај нас има одлични програми, имаше одлични програми уметност на живење за деца од различна возраст, не знам се уште дали ги имаат. Јас не работам, не држам часови за јога за деца, бидејќи сметам дека децата до некоја возраст 18-19 години треба исклучиво со спорт да се занимаваат, значи да бидат влезени во подинамични активности, да излезе целата таа енергија од себе и да научат да работат во тим, да слушаат инструкции од тој што ги води, да научат да работат во тим и тоа е клучно за децата сега кои што се поизолирани, на мобилни, позатворени. Затоа мислам дека за јога е подобро, особено за деца, помали деца, средношколци и така натаму, исклучиво да биде на спорт. Каде што има повеќе физичка активност. Каде што има, може да биде аикидо, не знам, и други некои, да кажеме, источни техники, но да бидат подинамични. Јогата сепак смирува
Да. Јогата балансира и јогата е одлична, ако, например, чувствуваме голем стрес и сакаме да го канализираме и извадиме од себе, е одлична техника, но исто така било која техника која што индивидуално на човекот му помага, може да биде добра. Значи, никогаш не сакам да се задржам само на јогата, дека само тоа може и ништо друго. Не, има одлични техники, бидејќи секој еден од нас е различен. Така, споменавте стресот, тоа ќе биде моето следно прашање. Како јогата ни помага да се ослободиме од стресот? Како ни Тоа го читаме дека помага, ама како? Да. Значи, оние кои што се екстровертни типови на луѓе, динамика, брзо мислат, цело време се во некаков немир внатрешен, јогата им помага да застанат, да дојдат во контакт со себе и своето тело, да ги смират за миг мислите и да видат каде се. На тој начин, со самото тоа што свесно ќе се погледнеме себе си, нели оној термин mindfulness што сега што е популарен, актуелен, да, всушност тоа е свесна присутност. Токму во тој миг се канализираме и нели на некој начин го вадиме од себе стресот. Од друга страна, интроверните луѓе кои што природно се затворени во контакт со себе, не сакаат да комуницираат, на нив природно им одговара јогата, бидејќи тоа е начин на кој што се повлекуваат во себе, нели? И го канализираат она што им се случува во надворешниот свет, некаков стрес ситуација, го поминуваат во себе и на некој начин им доаѓа јогата како, јас би рекла, како криење, каде што наместо да се соочат со светот и со предизвиците кои што ги имаме, влегуваат во себе. И на едните и на другите им помага. На првите за да дојдат во контакт на себе, а на другите да дојдат во контакт со тоа, значи да станат свесни што има се околу себе. Бидејќи ние луѓето живееме во два света. Едниот свет е надворешен, тој кој што се случува околу нас, со нашата фамилија, на работа и се што е околу нас, а другиот свет е оној свет во нашите мисли, светот на нашите зборови што си ги кажуваме, размислувањата, внатрешните несвесни програми и уверувања кои што ги имаме. Тој е другиот свет кој што ги имаме и тие два света треба да ги усогласиме. Многу убаво кажавте, многу убаво говорите и убаво објаснивте еве за јогата како начин на живот. Сосема накусо за крај имаме уште една минутка. Како јогата ни го менува животот? Како ни го подобрува животот? Веќе кажавте, ама еве како една заклучница, завршница на разговорот. Животот го менуваме и подобруваме ние самите. Значи, со нашата одлука да превземеме нешто за себе, за нашето лично, физичко, ментално или емотивно здравје, зависи каде чувствуваме дека не сме добри. Значи, ние сме одговорни за себе. Јогата е одлична алатка, метод, техника, кажете како сакате, каде што нуди многу вака плејада на вежби, плејада на активности кои што подразбираат работа на себе, со кои што може многу добро да ни дојде и затоа јогата ни го подобрува нашето здравје, да, тоа и живот. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Остануваме отворени за сите овие настани кои што ги имате во месец јуни и ви посакувам успешна работа.